7 лица добија 30-дневен притвор за откриената лабораторија за дрога во Мала Речица. Српскиот доктор кој измислил рецепт за дрога за борците од ИСИС е пренесен во истражниот затвор во Шутка и за него ќе постапуваат македонските власти. Освен Милан Зарубица, притвор добија и 5 македонски државјани, како и уште еден српски државјанин. Групата имала и магацински простор во село Батинци, каде чувале хемиски суровини. Покрај тоа што беше откриена лабораторијата за производство на синтетичка дрога во Тетово, во близина на Скопје во село Батинци, беше откриен магацински простор изнаемен од групата за складирање на хемиски супстанци и други материјали, како и опрема потребна за подготовка и производство на дрогата. Откриени и запленати се и возила, мобилни телефони, сим картички, оружје, муниција и друго. Соопштуваат од македонската полиција. Истражната постапка која ја отвори обвинителството би можела да заземе пошироки размери и да разоткрие цела криминална структура на Балканот и Блискиот Исток. Погонот за производство на дрога во Тетовско било премуван преку земунска фирма, која ја отворил внукот на Милан Зарубица, Бојан Зарубица, уште во 2014 година. Веќе од наредната година почнал транспортот на опремата. Пред 2 дена, кога српската полиција го уапси Бојан Зарубица, откриена беше уште една лабораторија во Србија. Македонската и српската полиција имаа помош од американската ДЕА, а овој пат идентификувани се и потенцијалните купувачи. Балканскиот крал на синтетичката дрога првпат бил уапсен во 2003 година и осуден на 11 години затвор. Српските власти дозволувале да излегува за време на викенди, за да ги одведе до купувачите и снабдувачите. Зарубица имал неколку лаборатории низ територијата на Србија, како и неколку фармацевски фирми, чиј имот бил запленет по првата пресуда против него. Додека бил во затвор, Зарубица ја доработел формулата за каптагонот кој го користат борците на ИСИС, односно го продолжил дејството на супстанцата наречена амфетамин. Веднаш по излегување од српскиот затвор, Зарубица почнал да ја опремува лабораторијата во Мала Речица, која за сега е најголемата откриена лабораторија за дроги во Југоисточна Европа. Според изјавите на министрите за внатрешни работи на Македонија и Србија, се очекува наскоро акции да има и во други соседни земји, преку кои каптагонот на Зарубица стигнувал до борците на радикалната исламска држава.